Христос се роди, навистина се роди. Сакам да ви посакам прекрасни празници на вас кои што верувате, да ве поздравам со Божјки поздрав на вас кои што се уште немате активна вера, кои што се уште можеби го истражувате Бог и правите чекори кон него. Сакам и вас да ве поздравам и да ви посакам прекрасна година. Ова време во кое што живееме, овие празници кои што ги искусивме оваа година се веројатно како никој до сега. Ги немаше оние големи семени прослави, ги немаше оние прослави со колеги, со пријатели од нашите контексти, од нашето мало или каде и да сме. Ова е време во кое што ние повторно бевме подсетени од оваа пандемија, дека не можеме да го живееме животот баш како што ние сакаме. И среде тие моменти, среде овие искушенија со кои што се соочува човештвото, со кои што се соочуваме сите ние во Македонија, во Скопје, сакам да прочитаме еден краток извадок од една библиска личност, од една новозаветна личност која што за мене е многу фасцинантна. Тоа е Јаков, кој што во своето послание, во првата глава, во првиот стих ни се представува вака: Јаков, слуга на Бога и на Господ Исус Христос, испраќа поздрав до 12 племиња кои живеат раселени. Ако постои еден од тие клучни докази дека Христос бил Син Божи и дека бил Господ и дека бил Месија, тоа е токму овој текст. Јаков, кој што е брат на Исус, зборува за својот брат дека тој е Господ Исус Христос. Знаете што? Ако одите ке мојот брат Оливер и му кажете дека неговиот брат Никола е Господ, ќе се соочите со една жестока реакција и ќе почнат да пукаат оние братски бомби, детали за мене и за мојот живот, кои што недвосмислено ќе ве уверат дека јас не сум Господ. Јаков започнува послание со тоа што својот брат го ословува како Господ, како оној кој што верува. Тоа е една уникатна ситуација историска. Оној кој што верува дека неговиот брат е Господ, и искрено кога братот вика дека за својот брат дека е Господ, јас таквиот брат и таквото сведоштво би го земал многу сериозно. Она што овие празници нас не научи, она што го спомнав претходно, се тие, како да кажам, се серија искушенија низ кои што сите ние поминуваме, и кога се вртиме низ 2020 година, многу често работите да се заборови побрзо 2020, да некам да се сеќавам, значи сите оние нешта кои што 2020 ги донесе во нашите животи, на план на пандемија, на план на други здравствени состојби, на бизнес план, значи на многу нешта, на една дисконекција која што сите ние се уште ја чувствуваме, надвор од своите рутини, надвор од своите пријателски рутини, надвор од своите семејни рутини, надвор од своите работни рутини, значи едноставно сите ние сакаме што е можно побрзо да забориме 2020 година. И Јаков, ако обрнавме внимание во овој прв стих, се обраќа на луѓе кои што живеат раселено. Тоа се христијани во времето на Јаков, значи во тој прв век кои што живеат раселени. Раселени се од повеќе причини, веројатно една причина е прогонството, првите прогонства против христијаните во тоа време. И тоа раселување е раселување кое што е физичко, една физичка дислокација, ама тоа што овие луѓе го чувствуваат не е само физичка дислокација, дека тие живееле, да кажеме, во тогаш Израел, па се после тоа во Мала Азија, односно денешна Турција, туку тие заради тоа доживуваат, заради Христос и христијанството доживуваат една културолошка дислокација. Тие веќе заради верата во Христос не може целосно да се вклучат во тековите на едно римско општество, и тие се луѓе кои што доживуваат преобразба на своите односи на повеќе нивоа, чувствуваат еден општествен притисок и имаат искушенија, имаат контексти кои што се, според Јаков, може да бидат и надворешни и внатрешни, кои што реално им го отежнуваат животот. Реално им го отежнуваат животот затоа што некој живеел, да кажеме, во Израел или во тој дел на така наречената плодна полумесечина и се преселил, значи оставил бизнис или оставил куќа или оставил што и да, оставил своји пријатели, оставил семејство затоа што бил жртва на тие први прогонства. И токму во таа дислокација сакам во следниве неколку наши читања на Јаков и еден дискурс со ова сведоштво на Јаков, сакам да си ги поставиме тие прашања. Како Јаков нас не советува, која е Божјата
промисла и кои се советите кои што Јаков ќе ни ги даде во состојба на дислокација. И ние сите ја чувствуваме таа дислокација. Зошто? Затоа што пандемијата, тоа што нас веројатно највеќе ни пречи, создаде една нова култура на живење, нови навики, нови комуникации, ново се кои што ние волно или неволно ги прифативме, ама тие се тука. И одозгора на тоа, како резултат на оваа пандемија, ние се чувствуваме дислоцирани кога станува збор за нашето здравје, значи можеби тука се повеќе здравствени ситуации. Во моето семејство и мојата сопруга имаме таква ситуација, таа има еден посериозен здравствен проблем. И од друга страна, тука имаме ситуации во бизниси, неколку луѓе слушнав овие изминати денови до лани, вика живеев одлично и значи не бевме можеби мултимилионери, ама живеевме сосема солидно. Сега вика ми тропаат банки, имавме некои кредити земени кои што во тоа време беа, како да кажам, лесни за враќање. Сега веќе немаме плати, немаме што и како понатаму. Една дислокација од наши редовни комуникации, од пријатели, па дури кога се наоѓаме во тешки ситуации, нема човек. Ако ти дојде човек, треба да дојде со тие протоколи и маски и дистанци и надвор и тоа некако станува комплицирано. Светот во една таква поинаква култура живее денес и Јаков според мене заради тоа значаен зашто ни зборува за нешто кое што адресира една таква наша ситуација. Продолжува во втори стих, значи послание на Јаков, 1 глава, 2 стих вели: радувајте се, браќи и сестри мои, кога ќе паднете во разни искушенија, знаејќи дека проверката на вашата вера создава трпеливост. Трпеливоста пак нека биде совршено дело, за да бидете совршени и целосни, без никаков недостаток. Ќе почнеме од овој втори стих и ќе читаме до 4 стих, ова се 3 стиха, значи вториот стих Јаков ни вели нешто кое што и јас не можам да го прифатам на прва. Радувајте се кога имате искушение. Моето прашање е реално. Јас сакам да бидам реален кон Библијата. Што е Јаков? Некој мазохист кој што сака да се измачува себе си или садист кој што сака да ги измачува другите? На некого му е тешко и само вика нешто, тебе ти е тешко, ама ти рипа и радуе се, тешко ти, ама ти биди позитивен. Тоа за мене многу често смешно, бидете позитивни, мислам, кога се тешки околностите, тешки се и чувствата. Не знам како човек да биде позитивен во такви нешта, ако се задржи само на тие чувства. И Јаков вика, радувајте се кога ќе паднете во разни искушенија. И веднаш да појаснам, ги спомнав претходно, Јаков мисли на искушенија, кои што се внатрешни, значи нешто со кое што ние внатре во себе се бориме, можеби е тоа завист кон некого или љубомора кон некого. И се бориме и гледаме таа личност и тоа секогаш создава омраза која што ние ја негираме. Едноставно психолошка состојба и состојба во односи која што ни е тешка и која што ни е бреме. И второ нешто за кое што Јаков го зборува е токму оно што претходно го спомнав. Тоа може да бидат здравствени проблеми, или може да бидат финансиски проблеми, или може да бидат проблеми во едно семејство. Значи може да бидат многу нешта кои што одеднаш нас ни доаѓаат на нашата маса, на нашиот живот и си викаш, добро, нити го нарачав ова, нити го сакав и тука е. И чудно е како тие нешта имаат потенцијал да го преобразат животот. Третиот и четвртиот стих се тие кои што нас ни покажуваат дека Јаков не зборува дека ние треба да се радуваме затоа што се мачиме. Значи, ова сакам уште еднаш да го повторам, што е клучна поента на Јаков. Не е изворот на радоста маката која што ние ја искусуваме. Маката си е мака и имаме псалми, еден куп во Библијата, имаме еден куп сведоштва дека имаме заповед од апостол Павле која што вели: радувајте се со оние кои што се радуваат и плачете со оние кои што се во мака. Плачете со оние кои што плачат. Значи, не е тоа поентата на Јаков. Поентата на Јаков е следново. Кога јас и ти се соочуваме со сериозни предизвици во нашиот живот, тие предизвици неминовно ќе донесат две нешта во нашиот живот. Прво, како што вика Јаков, ќе покажат докаде сме во нашиот живот, кои се нашите суштински вредности, кои сме ние на вистина. Значи, ќе издалечат некои работи со кои што ние во условно мирнодопски услови не сме сакале да се соочиме,
Кога доаѓа конфликт одеднаш, кога доаѓа искушение, кога доаѓа здравствена ситуација која што е неповолна, тогаш ние некако директно почнуваме да зборуваме, поавтентични сме и се соочуваме со себе си, можеби во некои варијанти кои што се припитомени во едно линеарно секојдневно, би го нарекол, вон пандемиско живење. Значи тие нас не разоткриваат и всушност ова искушение сликата што има Јаков е проверка на квалитет. Значи, у принцип, нашиот квалитет на личност најповеќе, и јас би сакал да не е вака. Значи, јас би сакал да има други начини, ама нема други начини. Значи, нашите квалитети се познаваат кога ни е нас најтешко. Нашата состојба највеќе се гледа кога ни е нас најтешко. Зошто? Затоа што е многу лесно да бидеш, ако не добар, ама да бидеш барем љубезен, да бидеш љубезен кога ти е се фино. И знаете што, понекој си викам, она секуларната љубезност е еден префинен начин на игнорирање на другиот или на затворање на вратата за другиот. Мала насмевка, да, ти благодарам, завршува целата приказка. Лесно е да се биде љубезен кога нас не е се добро, кога не ни е добро, кога искусуваме вакви искушенија. Тогаш е главниот, тогаш е проблемот. Тогаш излегуваат работи од нас кои што ние сме можеле да ги прикриваме во нормални услови и тогаш може да биде водопад. Водопад на емоции, водопад на реторика, на што иде, водопад на конфликти. Сите ни конфликти кои што можеби сме ги прикривале, тогаш се тие моменти кога ние викаме, а ти тогаш да беше ти да си сега на моје место и ти тогаш кога, значи тогаш се проверува нашиот квалитет. И Јаков сака да бидеме најасно врска со тоа, дека кога ни е тешко, кога ни е најтешко, ние имаме најдобра проверка на нашиот квалитет како личности. И затоа Јаков ќе продолжи во 3 стих и вели: радувајте се, зошто? Не заради самите маки, туку заради тоа што маките можете да ги поминувате, искушенијата можете да ги поминете на два начина. Можете да ги поминете без Бог и да кажете, знаете што, ми дојде мака во животот, се ќутиме, си траеме, се мачиме, многу често тоа е проследено со изолација, не сакаме се гледаме со луѓе, си имаме мака. Значи тоа да биде без Бог. И од друга страна Јаков вика, ако дозволите среде вашите маки, ако го повикате Бог среде вашите маки, тогаш тие маки можат, тие искушенија за кои што вие се соочувате, може да добиете на сосема поинаква димензија. И таа димензија, тоа што Јаков сака нас да не насочи, тоа е клучниот момент, а тоа е дека тие искушенија по Божја провидение и со Божја помош можат од нас да направат подобри личности и да имаат во себе целисходност, која што без Бога маката не може, искушението не може да има. Без Бога, злото кое што ти го искусуваш, злото кое што јас го искусувам, предизвиците, проблемите, тие се само одговорите дигање на раменици. И оноа, леле, баш ми е жал. Завршува приказката, маката си останува мака. Јаков ни вели нешто кое што сакам сериозно да го земеме. Дека кога искусуваме маки во нашиот живот, еден начин на изолација и што е вториот начин на кој што Јаков не повикува следниот. Да му дозволиме на Бог да работи во нашите животи. Во контекст на нашите искушенија, во контекст на нашите маки и да му дозволиме да не преобрази нас како личности, да ни даде целисходност во таквото нешто. Знаејќи дека проверката на вашата вера создава трпеливост. Ние тврдиме можеби дека веруваме, можеби тврдиме дека имаме одредени вредности во нашиот живот, кога ќе дојде маката, кога ќе дојде искушението, тогаш ние реално гледаме дали на вистина веруваме во тоа нешто. И може да биде било што, не само вера во Бог, значи ние можеме да викаме ние сме фирма која што се грижи за своите вработени, многу ни значите. Прв пат кога нема да има доволно пари за бонусите на директорите, за бонусот на втори ешелон, кога профитите не се како што треба, тогаш се гледа дали сте вие фирма за сите вработени. Не кога се надминуваат оние таргети кои што се поставени. И да не редам други ситуации во
во нашите животи. Значи тоа е тој момент во кој што значи тој е момент на проверка на нашата вера и на нашите вредности. И Јаков вели дека таквата проверка создава трпеливост. Трпеливост затоа што не може ништо добро да излезе од такви ситуации, од ситуации кои што се мачни, кои што се реален предизвик за нас, ако ние не сме трпеливи. Ако ние не оставиме Бог да не води чекор по чекор низ таквата ситуација. И ова има секако аналогија во секоја друго подрачје на нашиот живот. Најголемите архитектонски дела, најзначајните уметнички дела, најзначајните дела од применетата уметност, од прекрасен накид или што и да произвел човекот во својата најголема креативност, се резултат на нечие трпение. Постоел мајстор, постоел уметник, постоел оној кој што трпеливо, ден по ден, минута по минута, час по час, го создавал тоа дело, за тоа дело денес да биде во некој, да кажеме, најеминентен музеј во светот. И тоа е повикот на Јаков, дека без трпеливост ние нема да можеме да видиме ваков исход и ваква целисходност. Зошто трпеливост? Нашата склоност е човечка склоност, моја и твоја склоност, кога е мачно, кога не ми е добро, веднаш да клоцнеме, веднаш да избрзаме во нашите реакции, веднаш да направиме одлуки краткорочни во кои што и сами на себе ќе создадеме дополнително бреме и може да влеземе во конфликт со нашите најблиски и она што е за вас кои што верувате во Бог, во Исус Христос, може да влеземе во еден конфликт со Бог кој што уште повеќе ќе ги отежне околностите во кои што се наоѓаме. Трпеливоста пак, продолжува Јаков, нека биде совршено дело, за да бидете вие совршени и целосни и без никаков недостаток. Совршени, целосни и без никаков недостаток. Ако во мојот живот имам личност на која што се восхитувам, ако ти имаш таква личност, да верувам дека сите имаме такви примери, херои во нашите животи, тоа се херои кои што во 99% од случаите го направиле тоа што го направиле наспроти еден куп препреки и еден куп искушенија низ кои што тие морале да поминат. И сега знаете што? Многу често јас и ти сакаме да бидеме публика и сакаме да аплаудираме на овие луѓе и да кажеме леле, супер, браво за овој или за оној човек, дали се тоа во област на наука или во област на уметност. Знаете што, сите ние денеска му се восхитуваме на еден Винсент Ван Гог, да кажеме. Винсент Ван Гог, кој што, нели, сончогледите или сите тие други дела се да не ги набројувам, човекот пекол видел на земјата создавајќи таква уметност. И тој е херој за мене и како уметник и како човек кој што создал врвна светска уметност, врвен светски уметнички израз наспроти страшните околности на внатрешен план, со тие растројства, со тие ситуации кои што ги доживел и општата неприфатеност како уметник со кој што морал секојдневно да се бори. И тој може да каже, знаеш што, затварам штафела, затварам се, завршувам со мојата приказна. Ни оставил еден аманет, уметнички аманет, кој што е многу значаен. И кој што ни зборува гласно и јасно дека има победа среде искушенијата, дека има преобразба на маките и на страдањата во нешто што е убаво. Во нешто што верувам дека Бог може да го трансформира на сагмо нему познат начин. И она кој што може би го знаете, може би не го знаете, првата љубов, првата желба на Ван Гог била да биде проповедник и да биде мисионер и да биде проповедник не во голема катедрала, туку да биде на рударите, на оние кои што се на маргините. И црквата, како за жал многу често низ историјата му кажала, знаеш што, ова е све фино и добро, ова не е црква, значи ти можеш тоа да си го правиш сам некако, ова никогаш ти нема да станеш свештеник или пастор, односно пастор во негов случај, ако со некои вакви твои радикални сваќања. Човекот едноставно сакал само да го следи Христос и сакал да биде со оние на маргините. Значи човек кој што има и фатален крај има на крајот на Христа, значи знаеме дека завршува во санаториум и дека сите тие нешта, целата таа уметност е наспроти сите тие негови состојби во кои што тој се наоѓа. И за мене Ван Гог е повик, како што и Хелен Келер. Мојата ќерка учеше во 11 октомври, на влезот на 11 октомври еден цитат од Хелен Келер и секој ден ме потсетуваше на Хелен Келер. Може би ја знаете, може би не ја знаете. На свој 19 месеци Хелен Келер осклепува и оглувува. И сите вие кои што имате
глуванем член на семејството, може би родител или сопружник или ваше дете, и сте во Македонија, сте во Скопје, вие знаете дека инстинктот на наша култура е, чувај си го, трни си го на страна детето, не мора да го гледа, нека се скрие, тоа е срам за семејството, мислам, тоа се такви срамни совети, тоа е таков срамен наш општествен притисок. Во ќош. И Хелен Келер има поинаква ситуација. Деталите, да не навлегувам во деталите, наспроти својата слепост физичка, наспроти својот хендикеп да не може да слуша, таа станува, како да кажам, фасцинантен граѓанин на светот. Фасцинантна личност која што е врвен писател, кој што се бори за човековите и за работничките права, кој што се бори за женски права. Во ден денес, значи, мислам дека не постои, поготово во Северна Америка човек во Западна Европа кој што за Хелен Келер нема слушнато. Книги напишани. И Хелен Келер и семејството може да кажат, девојчево е и слепо и глуво, да го ставиме негде да го згрижиме, нека си го живее животот, нека има 3 оброка на ден и нека заврши со приказката. Хелен Келер имаше верба во Бог. И Хелен Келер дозволи Бог да ја води на интуитивни начини. Многу често луѓето што немаат вид и немаат слух, интуитивноста кон Бога е фасцинантна кај нив. Таква е Хелен Келер. Чекор по чекор му дозволува на Бог да ја води и станува фасцинантна личност, значи станува личност од светски калибар. Затоа што не дозволила околностите да ја преплават, да ја затворат во некој ќош. Не се радувала затоа што била слепа, не се радувала затоа што не слушала. Се радувала затоа што знаела дека среде таква една ситуација животна, Бог е со неа и дека наспроти овие околности тој може да ја води кон одредени нешта. И не знам дали таа на 7 години си рекла јас ќе бидам писател и бори за човекови права. Чекор по чекор. И за тоа е трпеливоста. Секојдневно јас и ти да му дозволиме на Бога да не води среде и наспроти искушенијата и наспроти околностите. И знаеш што знам? Знам едно нешто. Си имаш твој маки, си имам мој маки. Твоето семејство има маки, моето семејство си има маки свој. Ама она што Бог сака да го направи е наспроти тие маки и наспроти таквите ситуации да од нас излезе нешто што е значајно. Нешто што е убаво. Нешто кое што на другите луѓе ќе им влее надеж и инспирација. Вера и љубов. И ја верувам дека тоа е тој Бог на кој што Јаков не упатува. Не е Јаков човек кој што не вика еве сега PowerPoint презентација 3 нешта што да правите. И тоа се добри работи. Практично да знаеме што би можело да направиме, никош ни се потребни такви практични идеи, ама Јаков вика слушајте ме добро. Сакам во тие моменти вие да се радувате затоа што Бог може да направи нешто прекрасно среде такви тешки, исклучително тешки моменти. И мој и твое дали тоа ќе го прифатиме? Дали ќе одлучиме искушенијата и маките да ги тераме сами или во круг на семејство да се затвараме и да ложиме во нас гнев, зошто ми се случи ова на мене, зошто, каде е Бог, што е значи сите оние прашања кои што се итекако валидни, кои што имаат свој простор, клучен простор, па Библијата е сведоштво на многу такви човечки ситуации и судбини. Ама човечки ситуации и судбини кои што секогаш имале два пата пред нив, да ги поминуваат на свој начин и без Бога, како што вика жена му на Јов, проколни го Бог, остај. Значи, проколни го Бог и умри, толку е. Претопи се во едно ништавило. Или како Јов, ден за ден, говор по говор, збор по збор, да можеме да одиме напред, наспроти таквите околности. Ако не веруваш во Бог и ако не веруваш во Христос, мој најискрен совет, покана, денешна покана за тебе е денес да го започнеш таквиот од со Бог. И еве започни со ова послание на Јаков, го имаш во апликацијата bible.com, како што можете тука да видите. Имаш, ако не ти се чита, во тој случај таа апликација ќе ти биде достапна на телефон и на компјутер, ако не, ние ќе ти пратиме хартиена Библија. Ако почни живот со Бог. Почни живот со Бог и дозволи му да те води ден за ден. И понатаму, среде тие околности, не губи надеж.
Дојди до оној кој што извор на надеж и дозволи му да ти дава надеж. Многу луѓе може да бидат обесрабрувачки околу нас, многу луѓе може да ни кажуваат едно или друго. Надежта е таа која што не води напред. Препуштањето на Бога е третото нешто. Препушти му се на Бог, зашто само Бог може да не навигира, да не води низ ваквите ситуации. И јас верувам дека ако не сме луѓе од калибарот на Хелен Келер или на Винсент Ван Гог, дека Бог не повикува да бидеме некакви уникатни извори на надеж среди искушенијата кои што ние ги поминуваме. Кој е патот што ќе го одбереш ти? Пат на горчина, пат на нихилизам, ништо не чини, готови сме, завршен животот? Или овој пат, кој што е тежок пат, кој што Исус го нарекува тесен пат, пат и живот со Бога, во кој што секој ден, чекор по чекор, ние ќе одиме во насоки кои што можеби не ги знаеме најдобро, ама ќе му се препуштиме на Бога. И Новиот Завет, и целата Библија, и Новиот Завет особено, е сведоштво за луѓе кои што му се препуштиле на Бога. И кои што можеби по овоземски стандарди не направиле нешто премногу во нивниот живот. Не направиле велелепни куќи и не знам зданија и што иде. Ама Јаков не подсетува, како брат на Господ Исус Христос, како слуга на Бога, дека овој живот не завршува со нашата смрт овде. Туку дека Бог, таа целисходно што ја започнува среде маките на оваа земја, ја продолжува со вечниот и во вечниот живот со него. И апостол Павле, пријателот на Јаков, тие биле пријатели, и во Иерусалим се имаат дружено и Јаков, и Петар, и Павле. И Павле ќе каже едно нешто, ќе го каже следно, дека маките и страдањата кои што ние ги искусуваме, јас се ова го парафразирам, маките и страдањата кои што ние ги искусуваме овде на оваа земја, не се ништо во споредба со таа слава, со оние нешта кои што Бог има за нас спремно. Во вечниот живот со него. Верата и надежта се клучни. И верата е, како што ќе каже еден наш пријател на Македонија и човек кој што свој живот го посвети на Бога, неговото име Петар Кузмич, верата е слушање на музиката која што доаѓа од вечноста, а надежта е нашиот танц, нашето играње на истата. Среде маките, среде проблемите, Бог може да отвори пат и патиште, за кои што ние не сме спремни. И да во нас создаде нови квалитети таму каде што ние никогаш не сме ги имале. И затоа пак ќе кажам, наспроти маките, наспроти страдањата, наспроти тие ситуации кои што ти се соочуваш, чекор по чекор, со Бога. Чекор по чекор, секојдневно со Бога. Во насоки во кои што тој нас ќе не води. Јас верувам дека ние никогаш нема да се разочараме, затоа што иако ситуациите се мачни и може да останат мачни, ние ќе добиеме една перспектива на вечност. Ќе ги погледнеме нештата од Божја перспектива и таквата надеж и таквата вера ќе бидат двигател за мене и за тебе, каде и да се наоѓаме. И сакам сега да се помолиме. Затоа што тој е одговорот на овој повик на Јаков. Не е само да кажеме, да, разбрав, туку да се помолиме. И да побараме од Бог да ни даде трпеливост и едно вакво разбирање и да создаде во нас нови квалитети, кои што без ваква проверка многу често не можат ни да бидат создадени. Господе, ние ти благодариме што не оставаш сами среде страдањата и среде искушенијата. Не ни даваш затворена врата, не си шалтерски работник кој што сака да ни затвори шалтерот и да ни каже дојдете утре или за месец ден или што и да е. Туку не чекаш со расширени раце. И одиш низ нашиот живот со нас. Ти, Христе, си со нас, ти кој што низ твоите искушенија и маки и страдања донесе спасение, донесе спасување за човештвото.
Затоа, Господе, те молиме за тоа. Дај ни вера во Тебе, среде таквите мачи ситуации низ кои што поминуваме, и дај ни, Господе, водство, кога ние не знаеме што да правиме, и дај ни, Боже, уште еден квалитет кој што ни е неопходен за да ги примиме сите оние нешта кои што Ти сакаш да ни ги дадеш, дај ни трпеливоста. Зашто ако Ти си трпелив со нас, и ние треба да бидеме трпеливи со самите себе и со она што Ти го правиш во нашите животи. Ти благодариме за оваа нова година пред нас и Те молиме, Господе, води не во и наспроти сите искушенија со кои што ние сите ќе се соочиме. Јас и сите луѓе кои што ја слушаат оваа порака денешта. Во името на Твојот Син Исус Христос Ти благодариме. Амин.